Ретки зимски торнада во Соединетите држави, снег во Мексико и големи поплави во Британија и Јужна Америка. Невремето деновиве однесе десетици животи, а предизвика и големи штети. Прогласена е воредна состојба поради страхување дека и во наредниве денови ќе продолжи лошото време. Најмалку 11 луѓе вчера загинале од торнадата или во сообраќајните несреќи предизвикани од нив во Тексас, со што бројот на жртвите изнесува над 40 откако деновиве невреме го погоди југот на Соединетите Американски држави. Во околината на Далас, торнадата, кои се ретки за овој период на годината, уништиле стотици домови. Според податоците, биле забележени 9 торнада. 3 лица биле најдени мртви откако нивните автомобили силниот ветер ги исфрлил од патиштата. Ова е тотална катастрофа, вели локалниот полициски представник Педро Барино. Метеорологот Мет Бишоп изјави дека вакви торнада од време на време се случуваат во Тексас. Но секако тоа не е нешто што се случува често во зима, додава тој. Во поплавите во Мисури и Илиној загинале 13 лица, а повредени и штети имало и во Мисисипи, Тенеси, Арканзас и Алабама. Поплави имало и во Охајо, а поради невремето биле откажани 400 авионски летови. Во Американскиот метеоролошки центар велат дека ваквото лошо време ќе продолжи и во наредните денови. Поројни дождови деновиве ја погодија и Англија, и тоа регионите кои пред еден месец беа зафатени со поплави. Десетици семејства беа принудени да ги напуштат домовите. Се случи толку брзо, без никакво предупредување. Водата брзо надоаѓаше, вели Дженис Финлеј од Јоркшир. Британската влада реши да распореди војска за да им помага на семејствата кои се погодени од поплавите. Никогаш не сме виделе нешто слично. Навистина не знам како ќе можеме да спречиме евентуално ново толку брзо поплавување, вели подполковник Хемиш Кормак. Поплавите во западните делови на Англија зачестија преку зима, а критичарите обвинуваат владата за кратењето на финансирањето на програмите за одбрана од поплави. Поплави имало и на граничните предели меѓу Парагвај, Уругвај, Бразил и Аргентина, кои биле предизвикани од изобилни летни дождови. Најмногу погодени биле некои делови на Парагвај, каде што над 90.000 луѓе биле принудени да ги напуштат домовите, а имало и десетици жртви. Владата прогласи воредна состојба во 7 региони. Во меѓувреме врнежи од снег биле забележени во Мексико и во некои делови на Тексас. Експертите велат дека ваквото невреме било предизвикано од годинашното Ел Нињо. Станува збор за неправилна и комплексна серија на климатски промени која влијае врз регионот на екваторијалниот Пацифик и пошироко и која се случува на неколку години. Оваа појава предизвикува климатски екстреми во светот. Годинава Ел Нињо бил најлош во изминативе над 15 години, оцени Светската метеоролошка организација.